Добре дојдовте на оваа панел дискусија која гласи "Разбудија убавината во себе", поддржана од клиниката Жан Митрев. Денешната панел дискусија сакам да ја започнам со прашањето: дали сте среќни? Дали во овој миг навистина сте среќни и задоволни? Ева, например, кога последен пат се добиле комплимент од типот "денес изгледаш посебно, денес нешто посебно сјаеш". Дали можеби магијата што ја носиме како жени се отсликува во нашите очи, па во период кога се чувствуваме среќно, тоа и се гледа на нашето лице, зрачиме со една посебна енергија, со позитивна вибрација, добиваме и повеќе комплименти, но и обратно, кога сме под стрес, кога поминуваме низ тежок животен период, сето тоа за жал се манифестира на кожата, но и на нашето физичко и ментално здравје. Изгледаме уморно, немаме енергија и едноставно немаме волја за ништо. И што правиме во тие моменти најчесто? Посегнуваме по многу торти, колачи, чоколадо, со оглед на тоа што нели тоа го може и тоа, шопинг, но во секој случај некако конзумираме големо количество храна, најчесто, а тоа не би го дозволиле нутриционистите, сепак би ни советувале да конзумираме храна која што е богата со витамини, минерали и така натаму, значи нездрава храна не. Во секој случај сакам да кажам дека стресот е неизбежен во денешно време и стресот навистина има огромно влијание врз целокупниот организам. Затоа мора да знаеме како да се справиме со него, а нели ние сме жени и сме способни за се. Како да ја поттикнеме убавината во себе? Како да ја вратиме изгубената самодоверба? Како да го постигнеме потребното во услови на брзо и модерно живење? Како да се справиме со нашиот најголем непријател стресот? И како да бидеме најдобрата верзија од себе? За сето тоа ќе зборуваме во следните 40 минути. Нашите експерти за убавина, меѓу другото, ќе споделат со нас и нови совети, односно стратегии за блескав изглед. Па добар ден велам за доктор Анџелка Илиева, специјалист дерматовенеролог во клиниката Жан Митрев, доктор Александра Лазаревска, специјалист дерматовенеролог во клиниката Жан Митрев, Марина Релушковска, нутриционист во клиниката Жан Митрев и Марис Джолин, инфлуенсер. Драги дами, добре ни дојдовте. Би сакала само на почетокот да напоменам дека неодамна во клиниката Жан Митрев се отвори оддел за естетска дерматологија, каде може да најдете се на едно место за здравјето на вашата кожа. Сега знаеме дека кожата нели со текот на годините неминовно се менува, се појавуваат нови флеки, бемки, пеги и така натаму. Колку често е потребно да се практикуваат оние контролни дерматолошки прегледи и ева, кажете ми, дали пред било каква интервенција е потребно да се направи детална анализа на состојбата на кожата? Најпрво благодариме на Проб Фемина за поканата да бидеме дел од навистина овој преубав настан, поготово организиран во овакви пандемиски услови. Се разбира дека секој еден пациент кој што смета дека нема никаков проблем со кожата, треба најмалку еднаш во годината да се јави на преглед кај својот дерматолог. Зошто? Затоа што постојат едни мали суптилни промени, поготово како што кажавте во делот на пигментните промени, бемките, каде што не секогаш пациентот ги знае или може да ги забележи, дури и самите ние како дерматолози не секогаш со голо око можеме да ги утврдиме во моментот на дерматолошкиот преглед. Благодарение на прво во клиничка болница Жан Митрев, да кажеме дека одделот за клиничка дерматологија функционира успешно повеќе од 6 години. Меѓутоа, благодарение на континуираната развојна визија на менеджментот на болницата, успеавме годинава да отвориме еден преубав оддел за естетска дерматологија, кој што ќе ги следи светските трендови и трендовите на навистина светските клиники. Со тоа ексклузивно кај нас и во нашата болница да имплементираме одредени третмани и одредени апарати кои што се уште не се присутни на пазарот во нашата држава. Се разбира, на прво место, секој еден третман треба да започне со план.
односно дерматологот е тој кој што треба да направи добра анализа. Во нашата клиника имаме чест да го имаме еден од најдобрите, така наречениот Photo Finder, Total Body Master Studio, кој што всушност прави автоматско фотографирање, дигитална дерматоскопија, која што ги всушност детектира и мапира сите најситни микропромени настанати на кожата на телото, како што кажав, кои што не се видливи со голо око. Меѓутоа, покрај тоа прави детална анализа, при тоа користејќи доста моќен софтвер, кој што има вештачка интелигенција имплементиран во својот софтвер, прави детална анализа на кожата и нормално од тука почнува се, затоа што секој еден пациент има навистина различен тип на кожа, различен состав, различно ниво на хидрираност, еластичност и така натаму, така да со ова започнува секоја една консултација. Доколку докторот, нели, ние во овој случај дерматолозите утврдиме дека пациентот има некој проблем и треба почесто да се јавува на контролни дерматолошки прегледи, заедно со пациентот се договараме колку често треба да не посетува. Она што е новитет во Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев е третманот Hydrofacial, поточно апаратот, кој што во светот е познат како третман за хидродермална абразија. Ајде кажете ни кои се бенефитите токму од овој третман, како функционира истиот и какви се програми нуди самиот апарат? Така, тоа е апарат кој што е ексклузивно присутен во нашата болница. Значи, самиот апарат има една платформа која што вклучува вкупно 4 третмани во едно. Тоа е она кое што го издвојува буквално од сите останати апарати, бидејќи пациентите во тие 30 до 60 минути кои што одзема за еден третман добиваат 4 третмани. При тоа, по завршувањето на самиот третман, можат веднаш да продолжат со секојдневните активности и веднаш добиваат еден преубав сјај кој што навистина зрачи, при тоа добиле длабинско чистење, кое што се случува со една патентирана Vortex технологија, која што има ексклузивно исто така овој третман. Има сонда на која што додека апаратот вшмукува и ја чисти кожата од сите нечистоти најдлабински, воедно вризгува длабински серуми, така што кожата нежно бива исчистена со таа така наречена хидродермоабразија. Потоа има фаза во која што вклучува хемиски пилинг, благ, умерен, при тоа потоа не следува даунтайм со луштење на лицето, а сепак се добива ефектот на сјајна кожа, на здрава и блескава, нели, кожа. Немаме лупење на лицето, значи може веднаш да се продолжи со вообичаените активности после овој третман. Па дури во текот на наредните денови, кога се случува фактички тоа лупење како по класичните хемиски пилинзи, при овој третман го нема тоа. Потоа, како што ги спомена, веќе овие серуми во повеќе фази се користат, значи зависно од она што пациентот го соочува како проблем. Кај некој се акните, кај некој е сувата кожа, секако дека има анти-ејдж програма која што третира црвенила и хиперпигментација. Она што е убаво, што е третманот краток, делотворен, веднаш имате ефект, а по самиот третман може да се продолжат со секојдневните активности. Значи, особено пред некој важен настан, кога е важна она самодоверба, оној сјај на кожата кој што и недостига, особено во денешното време пропратено со толку стрес, ова е еден таков третман. Да. Пожелна. Ќе зборуваме за останатите процедури кои што се дел од богатата понуда на самиот центар, а сега би сакала малку да се фокусираме на здравата исхрана. Убавата жена е здрава жена. Патот кон доброто здравје започнува кога ќе станеме самите на себе важни, а кога зборуваме за здравјето, мислиме на адекватниот начин на исхрана, здравиот сон и здравото размислување. Мене ме интересира колку во денешно време жените се грижат за сопственото здравје, дали негуваат здрави навики и еве како треба да изгледа една здрава диета за да имаме долготраен и траен ефект во однос на килограмите. Здраво и од мене.
Интересна е темата за исхрана пред се, нели секој ден се интересираме што ќе јадеме за појадок, ручек, вечера, како тоа влијае на нас, дали сме внесле баш тоа што ни треба, нутритиенти, дали скратиме или ги додаваме, а кога сето тоа би го искомбинирале со убавината, тогаш е баш уште поспецифично. Многу пати на денешно време баш и младите, и девојките, и жените кратат на масти. А баш мастите ни го даваат тоа убава и свежа кожа, која што треба да ја негуваме, потоа и со третмани ја освежуваме. Најчесто тука би кажала, ако зборуваме за убавината како внатрешна и надворешна, дека е најдобро да ги вклучиме здравите масти, омега-3, омега-6, омега-9, да јадеме храна богата со овие масти, меѓу кои ќе ги вклучиме јатките и семињата по секојдневната храна и самите ладноцедени масти. Кога зборуваме за диета и исхрана, јас само би советувала да не така бидеме рестриктивни према себе, бидејќи може да заборавиме некој итекако битен нутриент, кој со долго време кратење може да ни даде негативен ефект од стилот да изгубиме коса, да имаме кршливи ногти, кожата да ни биде посува, да не можеме добро да ја хидратираме. Затоа е добро секогаш да се советуваме со нутриционист, со доктор, кој што ќе ни ги објасни сите аспекти на храната, од протеини, минерали, масти, витамини, јаглени хидрати колку и во кој сооднос треба да ги внесеме. Сепак тоа е еден балансиран начин на живот за да ни даде енергија и да изгледаме убаво. Така, што се подразбира под персонализирана диета? Зошто е таа неопходна? Нели сите сме ние различни и имаме некој свој ритам во текот на денот, нормално. Што е најпотребно за во однос на диетата и во однос на оние килограми? Да, извинете за микрофонот, јас доста објаснувам и може не се слуша добро, но персонализираната исхрана е важна, бидејќи нели јас може имам 50 килограми, вие имате помалку, повеќе, некој е повисок, некој троши повеќе енергија, денес е спортист, па согорува може и до 1000 калории со спортот, некој има работа со седење, па не троши доста калории и на тој начин сите ние имаме ограничен внес, колку треба да внесеме во денот. 2000 калории исхрана, 3000 калории, 1500 доколку сакаме да ослабнеме, но и тие калории што ќе ги внесеме треба да одбереме што ни е потребно, да кажеме, доколку се фокусираме за надворешна убавина, ќе додадеме храна која што е за тоа. Храна богата со колаген, богата со витамини, витаминот Е многу битен, доколку сакаме да го подобриме здравието на кожа, коса, ногти, или доколку сакаме да го зголемиме мускулот или тонинг да направиме, таквата персонализирана исхрана би била со повеќе протеини, би била со повеќе јаглени хидрати за зголемување на мускулот и одржување на тонингот, и сето тоа останува да го искомбинираме правилно, нормално. Во самиот тој третман, во самиот процес на создавање на исхрани, многу и пациентите учат што и како да се хранат, и тоа е една едукација која со нутриционистот ја спроведувате со цел да ги постигнете посакуваните ефекти. Секој е посебен за себе, нема совршено тело, секој треба да се чувствува убаво со своето. А што мислите, која е главната причина за внес на неправилна исхрана? Дали може би тоа е недостатокот на време, па затоа немаме нели доволно време за да подготвиме еден здрав оброк? Да. Тоа е комбинација на повеќе аспекти. Некогаш невнимание, некогаш немање време. Не би ја никогаш кажала дека тоа е дека ние сакаме така да биде или сакаме да си наштетиме на себе си, но секогаш постојат експерти, стручњаци кои што можат да ни помогнат, и ги охрабрувам сите да се јават и кај нас во нашата клиника за помош со исхраната. Тоа се едноставни совети, не би ги држеле на гладување или ригорозни диети, само да се чувствуваат подобро, но сепак да, немањето време, активностите во денот, тоа брзо темпо кое што го живееме, малку не ограничува да сме со кратки совети што да правиме, но доколку еве само знаеме кои ресторани спремаат добра храна или што со што да искомбинираме, место да земеме бурек, ние би зеле нешто друго да изедеме и пак да се чувствуваме исполнето и
по неколку недели би имали добар ефект, убаво ќе изгледаме, ќе се чувствуваме свежи. Малку, само да имаме подобри совети и све ќе биде подобро, да. Постои ли решение за тоа во Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев, токму за таа индивидуална диетотерапија? Да, кај нас сме искомбинирани со докторките. Они кога ќе видат дека треба да дадеме и некој совет за исхраната, се консултираме и даваме персонални исхрани за секој пациент што ќе дојде кај нас. Сепак, ќе си донесе своји испитувања, ќе се консултираме со докторите што треба да обрнеме внимание и може да направиме исхрана за се што треба, не е никаков проблем. Дури и нудиме кај нас таков пристап што може и да ја подготвуваме храната за тие луѓе кои имаат поактивно темпо на живот, кои што не можат дома од одредени причини да ја подготват. Така да секогаш има како да се искомбинираме, само наше е да се обратиме за помош и да сакаме. Така има решение во секој случај. Ни се наближуваат новогодишните празници, можеби ова е најкритичниот период за нас жените, затоа што знаеме малку да претираме со храната и потоа некаде од средината на јануари стапуваат на сила диетите. Еве кажете ми 3 клучни работи на кои што треба да обрнеме внимание за да го избегнеме оној јојо ефект. Значи не смееме да се изгладнуваме под број 1. Потоа? Така е, да. Да не се изгладнуваме. Подобро да изедеме едно јаболко, банана или една житна плочка, или ќе направиме некој смути или и да имаме класичен традиционален оброк, нека биде помал, почесто, тоа е тоа. Така би многу решиле од проблемите, никогаш да не се чуваме дехидрирани. Водата ни е најдобар пријател и нема ни некој лош вкус, нели неутралниот вкус ни одговара. Може да пиеме чаеви, може да цедиме некои сокови, сепак да не се изгладнуваме, редовна исхрана и пред спиење да не се јаде. Да. Тоа е најголемиот проблем, би кажала. Тешко дека тоа може да се примени во реалноста. Сега би сакала да ја вклучам и Марис, млада девојка инфлуенсерка кај нас, да ни каже нешто повеќе за тоа какво е мислењето на младите во однос на естетските интервенции. Еве какво влијание имаат социјалните мрежи на публиката во поглед на естетскиот изглед, кожата, но и здравјето кај младите. Вака пак. Се слушаме? Само момент. Дали се слушаме? Се слушаме. Да, сега е во ред. Вака факт е дека ние помладите, а веќе и повозрасните, се повеќе поминуваме време на социјалните мрежи и несомнено е дека од таму ќе ги црпиме нели советите, дали за некој третман, за некој производ, значи било каков совет, наоѓаме на тие платформи. Мој совет е да се направи едно мало истражување пред да се одлучите за некој третман или да направите едно мало истражување пред да го земете советот, нели? Не се зема совет од секого, туку да си направите едно мало истражување, барем денес тоа е лесно во однос на тоа за каков бренд се работи, нели, пред да се одлучите на било каков третман кој што ќе го видите на тие платформи. Сега конкретно јас сум така баш задоволна и срекна што однодамна направивме соработка со клиниката Жан Митрев и секое мое одење таму е како празник за мојата кожа, затоа знам дека се препуштам во рацете на вистински професионалци. Исто така сакам и да напоменам дека првата консултација кај нив е бесплатна, така да кога ќе го правите тоа истражување за брендот, квалитетот на услугите, гледајте да биде, мислам, лесно е да се препознае квалитет, гледајте тоа да бидат професионалци кои што ќе работат на вашата кожа. Кажи ми, еве веќе ги имаш испробано третманите во самата клиника, да, односно во самиот центар, од што си ти најзадоволни, колку тебе ти имаат помогнато самите третмани? Вака ќе зборувам конкретно за последниот
третман кој што го правевме. Тоа е третманот Hydrofacial. Сега јас не сакам да се повторуваме со докторките, тие веќе ги кажаа клучните работи за третманот, меѓутоа Твое искуство? да, моето искуство, јас секако си направив мало истражување нели за самата процедура, за самиот третман, но откако го направив сватив зошто е толку многу познат помеѓу светски познатите личности. Се ми стана јасно откако го направив. Прво се работи за неинвазивен третман, тоа е третман без игли, што мене лично многу ми значи, затоа што јас не сакам игли. Така да тој дел исто така на мене ми значеше, можеби и на некој од публиката ќе му значи, знам дека има и такви. Потоа можеш да продолжиш со секојдневните активности веднаш после третманот, што е нели различно кога правиме хемиски пилинзи, има одредени процедури кои што мораме да ги припазиме, не смееме да ставаме шминка и така натаму, така да сум вистински изненадена од сите ефекти кои што ги нуди самиот третман. Лицето е по-измазнето, по-свежо, некако зрачи, изедначен е тонот, значи едноставно подмладено. Покрај овој новитет, Hydrofacial, кои се останатите новитети во однос на апаратурите кои што се имплементирани токму во Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев и зашто служат истите? Да, па еве баш во последниве денови ни пристигна, долго го чекавме овој апарат кој што има име Ultera, односно Ultherapy, доста познат во светски рамки и многу често пати изведуван третман во сите познати светски клиники, токму и затоа значи идејата при формирањето на овој центар беше првично да овозможиме на нашето поднебје такви сериозни апарати и сериозен пристап во однос на естетиката, каде што ќе понудиме пред се безбедност на нашите пациенти и при тоа да се чувствуваат удобно и фино во самиот амбиент. Овој конкретен апарат кој што се изведува во еднодневна процедура, по протокол си има свој начин како нели се изведува. Неговата функција е да добиеме еден лифтинг ефект кој што се постигнува само на хируршки начин. Значи ова е исто така неинвазивна метода, што е огромна предност, а ефектите се онакви како што би се добиле при еден хируршки лифтинг, со тоа што разликата е што нема поместување на природниот изглед на особата на која што се работи. Значи буквално останува исто лицето, само што се добива во огромна маса на колаген, на нови еластични влакна и со тоа се добива во волумен или сето тоа делува анти-ејдж. Кај секој пациент, односно поделено по старосни групи, си има протокол на работа, дали ќе се изведува еднаш годишно или еднаш на 2 години. Значи доволно е еднаш годишно да се изведува, а да се постигне оној посакуван ефект, младешки изглед? Дури на 2 години, а она што е најбезбедно и што го нуди самиот апарат е тоа што е единствен кој што во самата сонда има ултразвук, значи ние додека го изведуваме, секогаш следиме во кое ниво се наоѓаме и тие микрофокусирани ултразвуци кои што го прават фактички потикнувањето, будењето на новиот колаген, точно знаеме каде ги пласираме и зошто ги пласираме таму. Нема, значи, оние што се ризици каде што можеме да го повредиме пациентот се сведени на тотален минимум. И тоа е, значи, навистина безбедно и е навистина голема предност за еден ваков сериозен апарат. Така, како што кажавте, сериозен апарат и достапен само во Центарот за естетска дерматологија. Ова да го истакнам дека по самиот третман исто така пациентот е веднаш спремен да го продолжи својот ден, бидејќи сите тие промени се случуваат подлабоко во кожата, а видливо она што е на најповршниот слој на кожата, нема никакви оштетувања и никакви знаци дека нешто се случило. Колку време трае еден третман и
што пациентот чувствува во тој момент, затоа што зборувате дека ова се работи на ултразвучна сонда, така, значи се чувствува некое благо пицкање? Така, си има припрема, значи со аналгетик пред самиот третман. Прво ние задолжително се разговараме со пациентот, го припремаме претходно и кога ќе ни дојде веќе подготвен со соодветен аналгетик, обично бруфен се зема некој 2 до 4 часа пред самата интервенција, за да ги ублажи симптомите, се чувства како благо боцкање. Сега нели зависно од степенот на толеранција на секој пациент и пред тоа се става локален анестетик за исто така уште поубаво да се чувствува во текот на третманот. Ајде да разговараме малку и за останатите процедури кои што се имплементирани во самиот центар. Која е најактуелна процедура во овој момент? Дали може би станува збор за PRP третманот? Ева малку повеќе да објасниме тукму за овој третман. Да, дефинитивно сите неинвазивни иглени процедури се навистина многу актуелни во последно време и кај нас. На прво место ботоксот, третманот со ботулинов токсин за релаксација и облажување на мимички брчки, понатаму секако веќе споменатите денес дермални филери, со чија што помош всушност ги пополнуваме настанатите брчки или го надокнадуваме загубениот волумен. ПРП методата е навистина можеби една од најбараните вакви неинвазивни третмани, затоа што пред се работи за метода при која што самиот ресурс го има пациентот во себе, односно тоа е неговата сопствена крв, која што се вади во една епровета многу мала количина, се центрифугира во една специјална центрифуга и се одвојува плазмата која што е богата на тромбоцити. Овие содржат големи количини фактори на раст, во светот и уште познат како третман соматични клетки, затоа што навистина придобивките од ПРП третманот се многу. Се разбира, оваа плазма богата на тромбоцити се вбризгува со игли, иглена процедура е, меѓутоа пациентот претходно се припрема со нанесување на локална анестетска крема, така што станува збор за многу тенки, суптилни иглички, воопшто, барем до сега ниеден пациент не се пожалел на некоја екстремна болка или воопшто на било каква болка. Едноставно, не само за затегање, повторно тоа што го збориме и со претходниве третмани, поттикнување на тој средниот слој на кожата, каде што всушност се наоѓаат оние клетки кои што го создаваат колагенот, всушност околу колагенот се вртат сите овие процедури, тоа е нашата цел, нели, како да поттикнеме природно создавање на тој колаген. Покрај тоа, навистина помага во многу третмани, на прво место третманот за лузни, кои што се настанати од акни, или во лекување на акни, во третман на стрии и навистина многу несовршености, нерамнини на кожата, кои што со други методи тешко се коригираат, а пак и некако на жените им е навистина природен. Мислам, сепак ПРП-то спаѓа во една природна метода, естетска, да кажеме. После колку време се видливи првичните резултати и колку третмани е потребно да се направат за да се постигне оптимален ефект? Да, ова навистина многу зависи од пациент до пациент и зависи каков е проблемот кој што го третираме. Пациентот во првите 24 часа, како и после секоја иглена процедура, нормално ПРП методата апсолутно зборуваме за една метода медицинска пред се, кој што треба да се извршува во стерилни клинички услови, независно дали во нашиот случај во клиничка болница или во ординација, од страна на лекар, затоа што стерилните услови се неминовни, бидејќи станува збор за иглена процедура, која што всушност го нарушува површинскиот и најимун слој на кожата, така што кожата во наредните 24 часа е навистина подложна на инфекции, несакани, тоа спаѓа, мислам, во оние несакани реакции после третманот, но со добра едукација на пациентот, да внимава да не нанесува шминка, да не излегува веднаш после третманот, навистина нема никаков проблем. Се нанесуваат креми кои што помагаат кожата да го врати нормалниот изглед по неколку часа, така да од наредниот ден веќе после третманот пациентот се враќа на нормалните активности. Во однос на фреквенцијата
со која што треба да се врши овој третман, навистина зависи од патологијата која што се третира. Например, кога третираме стри, потребно е да се работат малку повеќе третмани. Во повеќето случаи работиме серија од 3 ПРП методи на интервал од прилика околу 28 дена, односно ова се деновите кои што се потребни, зошто нели многу често пациентите не прашуваат зошто да чекаме 28 дена, не може ли идната недела повторно. Одговорот е затоа што всушност толку време треба на кожата сепак да се регенерира цел слој, да всушност го видиме тој колаген кој што ние сме го продуцирале со ПРП третманот, и најчесто крајниот ефект после третманот го гледаме откако ќе ги завршиме сите 3 например процедури и 3 месеци подоцна, затоа што веќе тогаш се чувствува новиот колаген и навистина и самиот пациент чувствува разлика. Така. Ги споменавме социјалните мрежи пред малку. Ме интересира дали со нивната појава се зголем интересот за естетски интервенции и дали ви се случило дел од лицата кои што доаѓаат кај вас да имаат можеби нереални желби. Што ги советувате во тој момент? Доколку е така? Во последно време навистина интересот кон естетските интервенции е доста поголем. Некако свеста кај жените е подигната благодарение на социјалните медиуми и алатките кои што ни се достапни. Меѓутоа, според нас, нормално, кои што работиме во овој дел, е за поздравување, затоа што жената навистина треба да одвојува време за себе и да ја негува кожата, затоа што кожата е единствениот орган кој што е видлив, при тоа е најголемиот орган во човековото тело и единственото нешто кое што навистина не може, односно многу е тешко да го поправиме доколку го уништиме. Најдобри брчки се оние кои што никош не настанале. Значи, подобро е да се, како и за се друго во медицината, медицината е каузална наука, значи ние делуваме на причините за создавање на болеста, односно и кај другиве специјалности. Најдобро е превенција од болести, а потешко е лекувањето. Истото, мислам истото се однесува и на кожата и уште повеќе. Навистина треба што порано, најчесто добиваме такви прашања, нели да не ми е рано, ќе дојдат пациентите и тоа ќе не прашаат. Напротив, анти-ејдж третманите почнуваат всушност кога започнува првото старење на кожата, а тоа е после 25-та година. За жал, тука веќе пациентот можеби не знае дека старее, меѓутоа тој доаѓа кај нас и кажува дека се чувствува изморено, дека има подочници, темни кругови околу очите, а всушност тоа се првите знаци на старење, кои што дерматологот е тој кој треба да ги диагностицира и да направи план и програм, нели, како што правиме ние во нашиот центар за естетска дерматологија, што би требало да направиме во текот на таа година и како да му помогнеме на пациентот. Во однос на нереалните представи, навистина, она веќе постоечка селфи манија, која што сите ја некако лесно прифативме. Ако до пред една година, кога пациентот доаѓаше на естетска консултација кај нас и ние вака како стручни нели тимови му објаснуваме што мислиме ние дека му треба, сега веќе пациентот која доаѓа кај нас, ние го прашуваме со каков филтер се слика на Инстаграм. Затоа што тоа значи, тој кога ќе ни го покаже филтерот, навистина тоа значи дека всушност така тој смета дека би бил најдобра верзија од себе. Сега, од филтерот до реалноста, дали ние можеме навистина да го постигнеме тоа, тука веќе се објаснуваме во смисла што тоа значи, како всушност изгледот на пациентот, затоа што не е само нашето мислење, секако естетиката е нешто кое што пациентот го прави по желба, а не по потреба, така да се слушаат и се разбира желбите на пациентите. Но мислам дека со наша помош доста често се менува концептот. Најчесто тој доаѓа со едно барање, а всушност правиме нешто сосема друго. Но еве морам да напоменам дека постои одреден процент на жени кои што сметаат дека доколку направат нека инвазивна процедура ќе бидат непрепознатливи. Апсолутно не. Значи, можеби нашите долгогодишни доедукации по светски центри се разбира доколку докторот има доста искуство од областа на естетиката,
Треба, впрочем, тоа да го избегне. Односно, пациентот треба да биде најдобра или подобра верзија од себе си. Ниедна жена не треба да наликува на друга, секој треба да наликува на себе, само да биде навистина подобра верзија од себе. Во никој случај не би требало после естетска корекција пациентот да се познава што има направено. Жената на редниот ден би требало најпрво тие што се дома или колегите едноставно да изгледа како да е одморена. Тоа е. Да, не треба да се претера во Не никој треба, случај, да, значи умереноста е број 1 и кога исхраната во прашање, но и кога се овие естетски корекции. Би кажала дека, еве морам да го напоменам, да го споменам и стресот, живееме навистина во стресно време, во последните 2 години посебно, колку и како стресот влијае на кожата, каква промена ќе забележиме кога сме изложени под стрес. Кои се оние први знаци? Еве кажавме дехидрација, но во секој случај има и останати некои знаци кои што ги забележуваме на самата кожа. Сега, како што влијае стресот нели, на целокупното здравје, на целокупниот организам, така и кожата, единствено што кожата ни е достапна за да го забележиме, односно ние ете некој сигнал дека навистина нешто се случува, каде што треба да се направи интервенција. За да кожата изгледа здраво и убаво, секако не е доволно само од надвор нега. Значи, таа бара една избалансирана од исхрана, од психофизичка состојба. Особено тука би го напоменала важноста на оној beauty sleep, она што дури сите манекинки го практикуваат и она што ништо, буквално ништо, ниту од овие процедури што толку ги говориме, не би можело да го замени дејството на тој сон. Сега денешното време е такво како што е, особено и нели пандемијата како што се случува веќе и сите се адаптираме, меѓутоа тоа ниво на стрес се случува на сите нивоа. Кожата нели пати и од загадениот воздух исто така и тоа и причинува стрес. Освен што дехидрира, се појавуваат тие темни кругови околу очите, значи самата кожа изгледа без сјај, кога не сме наспани, буквално тоа се познава на нас. Тука сме ние како помош дерматолозите со своите совети од секојдневната рутина да им насочиме и помогнеме на нашите пациенти кои што нели веруваат во нашите совети и понекогаш да помогнеме со некој од овие третмани како што е хидрофејшал, медицински третман, можеби хемиски пилинг. Затоа, токму тоа што и доктор Анџелка го говори, оној план и соработка со нашите пациенти нас не се на високо ниво и најважни, бидејќи врската која што се создава помеѓу нас, докторите како дерматолози и нашите пациенти од другата страна е најважна за да ја одбраниме довербата која што треба да имаат во нас и да им помагаме во сите фази со кои што се соочуваат во текот на секојдневното живење, без разлика дали е стрес, дали е промена со текот на годините, затоа што старењето во секоја доба си носи различни промени на нашето лице. Така што Токму така. Кажете ми еве сега како да бидеме најдобрата верзија од себе според вас? Во што е тајната? Тајната во однос на кожата навистина е како со мускулите, тоа е континуитетот. Значи не може да отидеме на еден третман и да имаме добра кожа или да постигнеме ефект. Навистина тајната е во континуитетот на процедурите, на третманите и на негата. Најпрво започнувајќи од домашната рутина, која што во договор со дерматологот по индикации треба да ја задолжително применуваме наутро, навечер, како што всушност е индицирано, а понатаму тој годишен план навистина да се држиме до него и несомнено ќе има резултати. Како да бидеме најдобра верзија од себе во однос на исхраната? Да. Здрава исхрана, балансирана диета и пред се никако да не создаваме стрес на организмот. Како што може психички да создадеме стрес и те како може да го направиме тоа со храна. Доколку направиме, пак би напоменала, рестрикција, доколку ги ја промениме исхраната преку ноќ, нешто воведеме што до вчера не ни било ни познато, би советувала да се оди континуирано, по полека, бидејќи тоа се долготрајни промени
И исхраната е долготраен чекор кој што го правиме ние за да бидеме поздрави, повитални, подобро да изгледаме и да бидеме посовршени. Не е тоа што би го практикувале 2-3 недели и после пак би се вратиле на старите навики. За да бидеме најдобра верзија од себе, континуирано, долготрајно да се трудиме и да осознаваме. Тоа е добро за нас, тоа не е добро, но разновидноста е пред се. Марис? Да. Па јас Кое е се твоето согласувам со мислење, тоа твојот што став? кажа докторките и нутриционистот. Само опуштено и без стрес и се ќе си дојде на свое место и ќе изгледате супер. Драги дами, јас би сакала и вас да ве вклучам сега во овој момент. Дали имате некое прашање кое што сакате да го поставите до нашите експерти? Може би некој совет, еве ќе имате од прва рака можност да добиете нешто што ве интересира во однос на тие бјути процеси, во однос на некоја интервенција или нешто кое што ете може би не ви е јасно во однос на оние филари и ботулинскиот третман кој што го споменавме. Имаме ли некоја прашање? Повелете. Само секунда, само да ве чуеме. Така, можете слободно на микрофон да се обратите. Глас убаво ме слушаат во Скопје. Повелете. Сакам да ги прашам докторките, целулитот дали се практикува и за колку третмана? Дали е тоа во овие ваши инвазивни, што ги викате со помош на некоја апаратура? Дали тоа иде затоа што преку исхраната приметив дека не можам да го симнам целулитот. Активна сум по 10 километри дневно, значи не ми фали активност. Исхраната ми е макробиотичка. Значи, во прашање е тироидата. Од кога ми се појави тироидната жлезда проблемот, ги накачив тие неколку килограми, десетина, кои што отидоа во стомачниот дел и над колениците бутините. Во вид на целулит. Имаме ли некое решение, доктор Анџелка? Вака целулитот е навистина најголемиот предизвик за секој еден дерматолог. Зошто? Затоа што најчесто пациентите ги мешаат локализираните масни наслаги со целулитот, а станува збор за навистина различни проблеми и различни диагнози. Целулитот е диагноза, воопшто не е само благодарение на натрупување на масни наслаги, напротив и најслабите жени имаат целулит. Односно, самото име целулитис, нели ние докториве, све што ни е на итис, ни значи дека тука нешто има воспаление. Па така следствено целулитис значи навистина една липодерматосклероза, односно оштетување на подкожното масно ткиво, при тоа што меѓу масните клетки се создаваат едни како прегради, септи, фиброзни септи, така ние ги викаме. И токму затоа всушност сите оние неинвазивни третмани и не даваат кој знае каков благотворен ефект, поготово кога се работи за сериозен стадиум на целулит. Најпрво, за да може да му помогнеме на пациентот, како што кажавме, треба лекувањето секогаш тргнува од диагноза. Значи, целулитот има 4 стадиуми, 4 конкретни степени во својата диагноза. Потребно е пациентот да видиме за каков стадиум на целулит станува збор, затоа што навистина во прв и во втор стадиум на целулитис може доста да се помогне со овие наши неинвазивни апарати. Меѓутоа, кога станува збор веќе за третиот, поготово четвртиот стадиум, кај што всушност меѓу масните клетки постојат овие фиброзни септи и всушност целулитот е присутен и кога лежи жената, се гледа таа, за жал, кожа на портокал која што се опишува нели во литературата, тогаш единствен начин на вистина да се излекува е да тие фиброзни септи, прегради, на некаков начин се раскинат. Во нашиот центар за естетска дерматологија користиме наиглена процедура со која што всушност овие врски ги раскинуваме и на тоа место се имплементира еден материјал кој што е направен од калциум хидроксиапатит и служи за поттикнување на создавање на ново ткиво тука и за здравување на процесот на тој начин што веќе нема да ги има овие фиброзни септи и се разбира ова се комбинира и со други третмани. Така што постои решение, постојат бројни истоиглени така наречени мезотерапии длабински, повторно со игли се внесува директно на самото место каде што се масните клетки и на тој начин се растопуваат.
и понатаму се метаболизираат и пациентот ги всушност изнесува од организмот преку мокрење и така натаму, но сепак ова се сериозни процедури, пациентот пред се треба да е здрав, бараме комплетно испитување, биохемиски анализи да видиме колку неговиот джигер кој што треба да ги метаболизира овие растопени масти, зашто ние ќе ги стопиме, меѓутоа понатаму тие каде одат. Значи, тие треба да се изнесат некако надвор од организмот, без при тоа да му наштетиме на пациентот. Као што кажевме, концептот во клиничка болница Жан Митрев е навистина дека здравјето на прво место и пациентот треба секој да биде во безбедни раце. Така да почнува со испитување, со утврдување на степен на целулитис и понатаму се разбира, се договараме каков третман може да се направи. Ви благодарам многу. Дали има уште некое прашање? Повелете. Ева господјата во левиот дел. Здраво, добро вечер. Вака, ова прашање и до дерматологот и до нутриционистот, конкретно за мене, за време на овие летни, не се летни, зимски се више периоди, каде што, да речеме, на кожата, кераците се појавуваат одредени, ајде да ги речеме, топчиња, кои што, нели, чешаат. Некој вела дека е поради исхраната, некој вика ради некоја си моментална состојба во самиот организам, дали стрес, сега не знам како да го категоризирам тоа, па сакам да прашам дали е исхраната или дали е на некој начин третирањето на кожата. Фала. И што да се, нели, практикува. Во секој случај рацете се и особено изложени на засилена употреба на дезинфициенси и детергенти кои што претходно не сме ги употребувале во толков интензитет, нели, веќе речиси 2 години. Мислам дека и тоа и како има улога во разрушување на онаа заштитна бариера на кожата, која што природно секој од нас ја има. Особено во зимниот период тоа дополнително се засилува со негативното влијание, нели, на постудените денови. Во секој случај, доколку нешто, нели, се појавува како што отстапува од нормалното, би било пожелно најпрво да се види за да знаеме точно за што станува збор. Меѓутоа, секако дека секојдневната нега и оние заштитни креми, бариерни креми, кои што исто така имаме чест да ги произведуваме и во нашата болница, без додатоци на конзерванси и се што се базира на природно и така помагаат. Меѓутоа, во однос на кожата, главното е она кое што треба да се фокусира кон одржување на таа заштитна бариера, користење на препарати кои што помагаат секојдневно тоа да се постигне и избегнување на претирано изложување на тие силни дезинфициенси. Ви благодарам многу. Има ли уште некое прашање или пополека да привршувам? Имаме едно изненадување за вас, драги дами. Јас колку што гледам, немаме прашања. Ева сега ќе доделиме и еден подарок. Значи, станува збор за пакет за убавина од клиниката Жан Митрев. Да видиме кој ќе си освои ваков подарок. Само Наташа Ристеска. Дали ни е тука Наташа Ристеска? Наташа Ристеска е среќната добитничка. Мислам дека не ни е тука Наташа, а правилата наложуваат доколку не е среќниот добитник моментално присутен во салата, да одиме со следно извлекување. Бети Савевска. Бети Савевска. Не ни е тука Бети, не ни е тука ни Бети. Ајде, трета среќа.
Далиборка Трпчевска. Дали може би Далиборка ни е тука? Не е ни Далиборка. Значи, Ана Гајдова. Баш така. Честитки. Само момент. Еве јас ќе станам. Ето така, честитки за тебе. Се надевам дека ќе ти се допаднат производите и сето она кое што го имаш како подарок токму од клиниката Жан Митрев. Драги дами, јас тука ќе ви се заблагодарам за присуството. Јас се надевам дека ви се допаднаа советите кои што ги споделија со нас нашите експерти. Ви благодарам и вам. Не заборавајте секогаш настојувајте да бидете најдобрата верзија од себе. Имајте убав остаток од овој ден. Секако регионалната конференција продолжува и натаму со останатите теми. Ви благодарам уште еднаш. Секој е добро и пријатно. Што застанав пред тебе, јас сакам само да го искористам вниманието на нашата публика, да им се заблагодарам на нашите прекрасни дами што беа дел од овој панел, за да ви промовираме нешто ново од убавина и здравје. Затоа ќе ја поканам Љупка Ѓошева, таа е менаџерка на нашата онлайн продавница. УИЗ Shopping Station или продавница, каде што ќе можете да пронајдете многу новитети, но затоа ќе оставам да не запознае малку повеќе Љупка со нив. Повели? Здраво на сите, би сакала да искористам оваа прилика да ве запознам со нашиот најнов проект, продолжение на успешната приказна на убавина и здравје, а тоа е токму, како што кажа Јована, УИЗ Shopping Station. Станува збор за веб страница, која што се надеваме дека за брзо време ќе стане омилена онлайн дестинација на секоја модерна жена, а и маж. Служи како агрегат на најпознатите онлайн продавници. Секој пат кога ќе имате потреба да купите подарок за некој близок или да се подновите вие самите, се што ви е потребно, ќе можете да најдете на УИЗ Shopping Station. А тука е исто така и нашиот омилен дел, односно продавница, каде што за вас ги имаме собрано нашите предлози за најмодерните модни парчиња за оваа сезона и секоја по неа. Затоа ве поканувам да посетите УИЗ Shopping Station на shop.ubavinaиздравје.mk, да ги разгледате сите парчиња кои што ги одбравме за вас и секако да го купите она што најмногу ви се допаѓа. Так. Се надеваме дека ќе ви се допадне овој проект во кој што навистина вложивме многу време и труд и сме возбудени за тоа што следува. Ви благодарам. Браво, драга колешке, ова се само дел од некој од капутите, но и ја имаме и она фамозна спортска облека од премиум брендот Кажу Бразил и многу други интересни нешта, затоа ве поканувам да ја посетите shop.ubavinaиздравје.mk, а ние малку подоцна ќе израдуваме некои од нашите гостинки овде со токму тие подароци од спортската облека, па најсреќните ќе станат добитнички, а меѓу другото имаме и 9 ваучери за часовници и накид, значи 9 од вас ќе може да се добија таков подарок. Цептар подарува фантастичен иновативен уред кој што функционира како личен прочистувач на воздухот. Имаме пакети од Виолета, Сваровски ланче, Фигурела пакети за убавина и А1 мобилен телефон кој што ќе биде доделен веднаш последниот панел на кој што ќе се зборува токму за успешни онлайн бизнис приказни. Па затоа бидете тука и проследете го панелот. Благодариме. Благодариме.